На свечената седница на Советот на општина Кочани по повод ослободувањето на градот, градоначалникот Љупчо Папазов ги истакна реализираните проекти и оние кои што се во завршна фаза. Иако кризна година, општина Кочани успеа да заврши поголем дел од веќе започнатите проекти. Погањето на функцијата градоначалник, затечени се работните активности за поставување на атмосферската канализација на новата коловозна лента на улицата Стево Теодосиевски во должина од 270 метри. Од тогаш па наваму изградена е новата коловозна лента, нов кружен тек кај Велјан, ново јавно осветлување, а во моментот се завршуваат финалните работни активности како изградбата на просторниот паркинг веднаш до новиот подпорен зид. Реконструкцијата на градскиот парк исто така е затекната при работа, а во текот на одработениот период го завршиме целокупниот проект за денеска градскиот парк да изгледа урбанизиран и пријатно место за нашиот град. Дополнително ќе се опремува и обновува делот на летната сцена, детскиот парк со нови реквизити, ограда и под. Како позначајни, Папазов ги истакна промената на главниот цевковод во Грдовци, со што се обезбеди квалитетно водоснабдување и многу други проекти. Како позначајни остварени проекти би ги напоменала реконструкцијата на потисниот цевковод во село Грдовци со должина од 2200 метри. Со истиот се решава проблемот на загуби на вода од челичен цевковод изграден во далечната 1973 година и во исто време се подобрува квалитетот на испораката на вода за пиење кон градот. Канализационата мрежа во село Тркање, со што се решава долгогодишниот проблем со канализација во село Тркање, а во исто време со новиот колектор се поврзува со пречистителната станица во село Мојанци. Должината на колекторот е околу 3 км. Инвеститор е Швајцарската агенција за економска соработа СЕКО, а вредноста на проектот е 650.000 швајцарски франци. Во изминатиот период се реализирани и проекти во образовните институции. Променени се прозорците на централната градинка Павлина Вејанова, подрачното училиште Никола Карев во село Градовци, во основното музичко училиште Ристо Јуруков Кочани, со заменувањето на истите се придонесува кон подобрување на енергетската ефикасност. Извршена е реконструкција на кров и адаптација на тоалет за лица со посебни потреби во основното музичко училиште Ристо Јуруков и реконструкција на нов кров, адаптација на тоалет и изградба на пристапни рампи во основното училиште Никола Карев. Градоначалникот Љупчо Папазов на свечената седница ги издвои идните приоритетни проекти кои што ќе се реализираат во периодот што следи, со што најави напорно работи и подобрување на условите во градот и населените места.